Блага Петреска, Нина Спирова, култниот дует Селимова-Желчевски, Владко Стефановски, Илија Јанчулевски, Коста Смилевски, Пеце Атанасовски се само дел од музичките македонски, не само прилепски великани, кои што се наоѓаат во витрините на оваа поставка, насловена Поставка за роднокрајно музичко творештво, која што се наоѓа во Заводот Музеј Прилеп. Морам да потенцирам дека ова е единствената ваква поставка на секаде низ музеите во Македонија. Нема да најдете вакво нешто на ниту едно друго место. Токму затоа ние како прилепчани сме особено горди на нашите творци, на нашите великани, како што кажав во музиката, кои што создавале тука со генерации. Многу повеќе што се може да се најде во оваа поставка, како што кажав, од почетокот на 30-тите години на минатиот век па се до денес, во различни стилови на музика, ќе не прошета и ќе ни раскаже кустосот и етнолог Горан Цветковски. Господин Цветковски, како што најавив, ова е единствена поставка ваква за роднокрајно музичко творештво во Македонија, која што имаме во Прилеп. Ова е најстариот дел од поставката, каде што ги имаме оние традиционални инструменти, македонски традиционални инструменти. Да, се најдуваме во роднокрајната музичка поставка, во која имаме изложено видите на познати прилепски дејци, меѓутоа започнав со нашето етнолошко одделение, каде што нашите колеги од Завод и музеј собрале првите инструменти музички. Еве можете да видите како изгледала и како била првата гајда, тапанот со чукало, потоа зурлите и кавалите. Овие се инструменти кои ги најдуваме, кои се најдувале во етнолошкото одделение. Со самата нивна појава во нашето етнолошко депо, идејата за роднокрајното музичко творештво потекна од нив и мислам дека имаме што во оваа етнолошка поставка да прикажеме. Прикажуваме една е од најновата музејска поставка во Завод и музеј и со гордост кажувам дека можеме и уште имаме секогаш да ја надградуваме со самото тоа што во новата календарска година преку Заводот и музеј Прилеп, по соработка со Министерството за култура и туризам имаме поднесено проект за проширување на оваа изложба со уште неколку витрини од познати прилепски автори, музичари, сите музички дејци. Имаме во депото се уште многу, меѓутоа се надевам дека гледајќи оваа поставка нашите прилепчани повторно ќе се јават во голем број и ќе дадеме за уште повеќе музички имиња, познати и непознати за нашиот град. Почнувајќи од етнолошките материјали, продолжувајќи кој доаенот на македонската народна музика, Блага Петреска, која за последниот период има добиено и сега награда за животно дело на фестивалот во Ландово од 2026 година. Последно ја направи песната Серенада за Прилеп. Така. Колку ли бакнежи брои сад кулата, колку ли срца ни спои старата чаршија. Кога се родив во тебе, јас сетив радоста. И сега е направена песната заедно со Александар и Судац. Мислам дека со самото тоа е пиедесталот на кој музичките, прилепските музички творци се издигнале на ово ниво. Рековме, Прилеп ризница на музички автори, музички творци. Меѓутоа, продолжувајќи кон култниот, како што рековте, култниот дует Селимова-Желчевски, ова е нивните признанија, награди кои ги добивале во текот на својата кариера. Знаете дека животот го поминале во Белград и не случајно се овие златна и сребрена плоча од ПГП РТС Србија во Србија. Потоа продолжуваме со витрината во која културно-уметничкото друштво Мирче Ацев од Прилеп, едно од најпознатите, почнувајќи уште од 1945 година под раководството на Тутунски комбинат во Прилеп, сите негови награди и признанија кај што учествувале на многу меѓународни манифестации и го промовирале македонскиот фолклор и култура, се овде во оваа витрина.
Понатаму, во другава витрина е облеката и наградите кои ги добивал доаенот на македонската изворна песна и инструменталист, најпознатиот гајдаджија во Македонија, Пеце Атанасовски. Понатаму ги имаме доаените, почнувајќи од основачот и пејач на радио Прилеп Гога Зафировски. Го имаме Благоја Стојковски, еден од основачите на сите блек музики од 1930-та, пред војната и по војната, во сите тогашни предпријатија, основал музички групи и хорови. Познат како Капелникот. Капелникот, познат како Благоја Стојковски Капелникот. Негов наследник понатаму е господинот Илија Јанчулески, нашиот диригент, па верувам дека на возрастна група на која меѓу 60-тите, 70-тите и 80-тите години во Прилеп го знаат како најпознатиот диригент на градскиот оркестар кој тоа време во Прилеп постоел. Да, тој наставник тука се во неговите музичкото награди, училиште. тука се неговата облека. Завршуваме со една друга витрина во која го имаме најпознатиот прилепски флейтист и композитор Коста Смилевски, вработен во тогашно време во македонската радио и телевизија. Тоа е што се однесува до македонската народна музика. Меѓутоа, да не бидиме само на народната музика, имаме и витрина во која ги величаме и ги имаме нивните работи, прилепските музички групи кои во тоа време делувале со забавна и поп музика. Почнувајќи и блуз музика, почнувајќи од Ристо Бомбата и Кучешка Тенија, преку Бен Хур групата и Крос Блуд Бенд, за жал, Сега починати од Сане. починате Саше, тука е неговата оригинална флейта, устна армоника во која беше познат, а од другата страна на витрината ја имаме доаенката на македонската секаква музика, од народна до поп музика, Нина Спирова, која ги имаме низините сите плочи. Еден макнеш песни рои, еден поглед безброј сни, моите желби немат број, што ме плени, љуби ме ти. Карактеристично, сите овие што ги наброев се моментално добитници на Третоноемвриската награда на град Прилеп како заслужни граѓани за овој дел од животот на нашиот град. Меѓутоа, велиме, Прилеп од секогаш бил познат и се одвила релативно богата музичка дејност и затоа велиме нема друга музичка поставка во која е внетнато делото и наградите и животниот пат на сите овие музички дејци. Јас се надевам дека ќе продолжиме со ова. Овие не се единствените, има многу и можам да кажам дека за да го зачуваме културниот идентитет, да го зачуваме културното музичко творештво во нашиот град, во нашата околина, треба сите да се одважиме и сите дела овде да ги презентираме. Музеот фактички е таа иста функција што ја обавува за сите. Јас сум благодарен на сите досегашни донатори или покровители на нивни, затоа имаат сите посебна витрина со кој не можеме да го заборавиме нивниот жар и желба да донираат, да донесат во овој музеј од нивните брајча, сестри, родители за нивниот животен пат. Ви благодарам за представувањето на целата оваа поставка, а она што би сакал да го кажам е дека ние успеавме да обезбедиме дел од потомците на овие македонски музички великани кои што се наоѓаат тука во Заводот и музеј Прилеп и да погледнеме што се разговаравме со нив околу ликот и делото на нивните предци.
Ова е првата витрина која што ќе ве пречека кога ќе влезете во поставката на родно-крајно музичко творештво во музеот за Прилеп. А токму тука е и нашиот легендарен флейтист Коста Смилевски. Многу повеќе за неговиот лик и дело ќе ни каже Васко Смилевски, неговиот син, кој што е тука денеска со нас. Васко, емоциите сигурно се големи кога стоите пред делото и ликот на вашиот татко, еден навистина голем музички великан, не само прилепски, него и македонски, кој што постигнал и пошироко и постигнал многу во македонската и југословенската во тоа време музика. Стоиме пред музичката поставка во музеот на град Прилеп, пред мојот родител Коста Смилевски. Коста Смилевски е роден 1939 година на 11 март и своето образование го почнал во нижото музичко училиште во Прилеп, каде при една случајна средба со тогашниот доаѓен на во тоа време Властимир Николовски му предложил да се запише во музичкото училиште во Скопје, бидејќи го открил неговиот талент. Тоа било некаде во 50-тите години од минатиот век и од тука почнува неговиот животен пат во музичките води. Мојот родител Коста Смилевски некаде во 60-тите години, 70-тите години го завршува средното музичко образование, каде се запишува на Музичката академија во Скопје и каде е еден од првенците на генерацијата. Потоа, својот животен пат, мојот родител го трасира во музичките води со, да речем, во тоа време со сите музички легенди, меѓу кои Кочо Петровски, Блага Петреска, Никола Бадев и ред други, како и со сите прилепчани во тоа време, во, да речем, кој е било музички расадник на секакви таленти во врска со музиката. Мојот родител е добитник на доста награди во бивша Југославија, каде првата награда ми се чини му е од југотон во Загреб, Хрватска. Неговиот животен пат се сменил во 84 година, каде ни се случува една голема трагедија во нашето семејство, каде се враќа во својот роден град во Прилеп, каде предава во музичкото училиште во Прилеп и каде од тоа училиште оди во пензија и на 24.11.1995 згаснува неговиот живот по тешка болест. За сите оние што не знаат, значи Коста Смилевски е дел од македонскиот народен оркестар кој што работи при македонската телевизија, има работено во македонска опера и балет, има компонирано и е мелограф и автор, аранжер на огромен број македонски хитови кои што во тоа време ги пеат најпознатите музичари. Да, Зајач Коро ги компонирал, исто и е музика и аранжман на познатата песна во која е исполнител Јонче Христос кај за свирете ми чалги. Она што може да се каже дека постхумно е добитник и на највисокото признание на град Прилеп, а тоа е Третоноемвриската награда. Третоноемвриската награда, тоа беше, ми се чини, 2008 или 2009 година, а исто така и минатата година е поставена звезда на патеката на арт плоштадот во Прилеп на славните прилепчани, каде што мислам дека навистина покрај мојот татко што заслужува, има и многу уште прилепчани кои заслужуваат. Се надевам дека таа традиција ќе продолжи на нашиот град, бидејќи треба да се сеќаваме и да негуваме се што е наше македонско, прилепско, за помладите генерации да знаат од каде потекнуваме музички и така натаму. Јаловите
Ова е витрината посветена на Благоја Стојковски капелникот. Благоја Стојковски е човекот кој што во 1930 година некаде го формира градскиот Прилепски оркестар и е негов водач, диригент или претходно како што се нарекувало капелник. Многу повеќе за тоа кој е Благоја Стојковски и што правил и кои се неговите дела, ќе ни каже неговата ќерка Вера Стојковска, која што денеска е тука со нас пред оваа поставка, која што буди навистина големи емоции, големи сеќавања и не враќа во минатото на Прилеп пред околу 100 години. Благодарам. Пред се да се заблагодарам на сите вработени во музеот, кои излегоа во пресред за моето барање, да го доставам за мојот татко Благоја Стојковски, наречен капелникот или како што денес го викаат диригент. Роден 1912 година, а починал 2000 година. Првиот оркестар го формирал во Соколско музичко училиште, каде што тука ги научили нотите и првите дувачки инструменти. Тие инструменти татко ми ги купувал од Цриквеница и од Опатија и така го формирал Блех дувачкиот оркестар кој работел во просториите на ДТВ Партизан или Соколаната. Потоа во 1950 година го формирал музичкото училиште заедно со прилепскиот композитор Властимир Николовски, Данче Шабановски, Фицировски и ред други. Формирал во исто време, кога се држале таму пробите, формирал уште два оркестри тамбурашки. Едниот бил пред Тутуновиот комбинат во Прилеп, другиот пред Челварското здружение Борка Чопела. Настапувал на разни свечености, приредби, погреби, на погребот на Ченто бил, на сите гроздобери, а единствен бил кој настапил 1959 година на слетот во Београд на преседателот Тито. Со ова барање што го доставив, барам да биде поставено името и презимето на патеката на славните арт пред плоштадот Марко Сепенков. Кога ќе погледнете оваа витрина, какви емоции се будат кај вас, какви спомени за вашиот татко, за музиката која што се твореше во тоа време, како изгледаше тој градски оркестар? Да ви кажам, јас дека тука во близина седевме, постојано одев, ги слушав пробите, а исто тука се одржуваја и игранки. И така се будеа чувствата во мене да играм, да пеам и така почнав јас да одам во музичко, да свирам пијано, а моите двајца брајча, едниот свиреше на кларинет, другиот свиреше на труба и тие беа во тој оркестар. Се менуваја многу музичари, во тоа време имаше и ударни инструменти, како чинели, тапан, а на чинели тропаше, како сега се сеќавам, од Кире Костов, композиторот, неговиот Вујко. Тоа што можев, сите овие фотографии ги собирав едно 60-70 години ги доставив овде, за да ги види нашиот народ, да го види светот, да ја слушни нашата музика, дека постоела. Значи, Прилеп имаше еден оркестар кој што се занимаваше со музика и за различни свечености, приредби, и за свадби, но и за погреби. Гроздобери и погреби и дури погребот на Ченто. И сите тие слики ги доставив за тие. Да. И слетот на другарот Тито во Београд 1959 бил. Се наоѓаме пред витрината на еден од прилепските, слободно можам да кажам, мултидисциплинарни уметници, кој што бил и пејач, и водител, и спортски коментатор, и уште многу други работи, а тоа е Гога Зафировски. Со нас тука е Павлина Зафировска Чочкова, неговата ќерка, која што ќе ни раскаже дел за неговиот лик и дело и за тоа кој е Гога Зафировски. Господјо Павлина, многу интересно е она кога старите плепчани порано ќе кажа Зафиро. И тоа било не само закон, устав било, ајде да кажеме така прилепски, значи кога Зафиро ќе кажал, било кажано закон. И тоа е така како што е. Ете тоа е. И малку има една случка што многу често по старите граѓани се слушаш.
Кажува едно време за времето, го натераа да кажува за времето. И тој кажа дека ќе биде, времето ќе врне тој ден. А тој ден сончево. Така да Прилепчани сите скалиња си ги собрале, кај што ги сушеа тутуните, ама не се врнало. Тоа онака на Прилепски мајтап биле? На Прилепски мајтап. И вели, а зошто така направивте, тешко ги вртевме тие? Тој вели, јас не кажав така, јас кажав само тоа што ми се кажа. И тој, леле Гога, многу не измачивте. И вели, а вие зошто ги собиравте? Па нели ти кажа? Тоа докажува дека се верува што ќе кажеше радио. Токму така има голема доверба во медиумите, а посебно во таквите авторитети како што беше вашиот татко. Секој малку познат човек, да речам, и ширу Македонија, не само од Прилеп, поаѓаше, одеше во радиостаница. Прво, па каде и да оди понатаму. И радиостаница изнедри многу пеачи, кои што сега се познати, и свирачи, кои што во живо ги изведуваа емисиите, кога беше најтешко. Сум слушнал и за една доста така интересна случка. Да? За вашиот татко, а тоа е кога работел во Тутунскиот комбинат Прилеп, станува збор за време на Втората светска војна, кога германските војници тука го натерале да ја испее Лили Марлен. Тој ја пее со македонски зборови, но малку на хумористичен и шеговит начин спрема германците, откако дознале што пеел, дека практично било на нивна шега, тој е однесен во Прилепскиот участок. Да, во участокот е однесен, таму бил мачен доста и така да последица му беше, му ги врзувале рацете и нозите назад на грбот, затоа што било исмевање на германската химна, тогашна. И долги години тој имаше последици на нозете после таа случка. Ама не се каеше. Па, сигурен сум дека не се каел за тоа, и тоа е едно дело за поздравување. Ете тоа. Што ви остава најголем впечаток вака во најголемо сеќавање од тоа време? Во тоа време доаѓа од Скопје еден Антонов, познат спикер, и директорот на телевизија Скопје кога ја пуштија 63 година. И го викаа да оди таму за спикер да биде на телевизија и радио Скопје. Ама по обичај татко, тој ми рече дека никогаш, ми рече, дека никогаш нема да го напушти Прилеп, дека ќе живее тука, ќе остаре тука и неговите деца можеби ќе останат тука. И од тогаш остана таа изречица, да ја речам, поговорка, дека побрзо градскиот сад ќе се помести од местото, отколку јас да го напуштам Прилеп. Ете тако беше, голема љубов имаше према градот, ги сакаше луѓето, беше неизмерно чесен, кај него зборот беше збор. И не само што велеа што ќе каже Зафирот на радио, туку и велеа ако ти вети Зафирот, тој беше и одборник едно време, и кога ќе станевме, ние многу пати го чекаја и пред порта луѓето за да им сврши работа како одборник. И тие истото го веле. Ако Зафиро ви ветил, ќе ви ја заврши работата. Значи беше еден од ретко честните луѓе во Прилеп. Таквите доблести се помалку за жал ги има во денешно време, сега кога зборот е навистина збор. Ете така, се веруваше на збор, а не на лажни ветувања. Сашо Зафировски, син на Гога Зафировски, како што кажа и вашата сестра претходно, побрзо сатот ќе се преместеше од Прилеп, отколку Гога Зафиро да замине од својот град кој што најмногу го сакаше. Токму затоа можеби некако и денес, како благодарност за сето тоа, сатот ја свири химната на Прилеп, насловена Песна за Прилеп, текст кој што го напишавте токму вие за вашиот татко, потоа да ја препее една од најпознатите прилепски песни. Да, точно така. Татко ми никогаш не замина од Прилеп, бидејќи навистина многу го сакаше Прилеп. Меѓутоа, ни Прилеп никогаш не замина од неговото срце. Песната за Прилеп се роди многу одамна. Тоа беше пред 30 и нешто години. Татко ми носел носталгија околу тој проблем. Значи, тој со голема тага констатирал дека скоро сите поголеми градови во Македонија имаат своја песна, а Прилеп нема.
И така падна таа идеја, јас ја напишав песната, музиката ја напиша господино Душко Темјанковски, а аранжманот го правеше господино Джорло. Таа песна беше општо прифатена во Прилеп, сите ја прифатија. Прилеп е граден на римјуси, ти ги чуваш моите спомени, нека биде вечен твојот сјај. Прилеп е мој роден крај. И пред 10 години некаде отприлика на предлог на Диме Чучуо, Бог да го прости, кој го одржуваше градскиот сад долги години и така натаму, во согласно со градските татковци се договорија секој ден, точно во 12 часот, таа песна да се пушта од висината на градскиот сад, да може да ја слуша цел град. И така таа на некој начин стана химна на градот. Инако е напишана многу одамна, 94-та година е напишана. Од ваша страна. Јас ја напишав, да, е мојата маленкост. Но исто така сигурно и вие сте имале голема и се уште имате голема љубов за Прилеп затоа што навистина зборовите се напишани со голема емоција. Па јас исто така го сакам Прилеп. За разлика од татко ми, јас сум го напуштал Прилеп. Повеќе пати сум го напуштал Прилеп. Значи, средно школа и студии заврши во Загреб. Живеев и работев во Скопје, Нова Македонија неколку години и така натаму, ама секогаш се враќав во Прилеп. Знаете, Прилеп е многу специфичен град. Многу ти е тешко да го засакаш, ама уште потешко да го заборавиш. Исто така има една интересна случка со вашиот татко токму околу ова напуштање на Прилеп и негово не напуштање, кога пеел пред македонските евреи во Израел, собственикот на хотелот Шератон му доставил бланко документ, сам напиши си ја сумата да останеш тука и да пееш, но тој рекол не, јас никогаш не го напуштам градот. Да, тоа е точно. Знаете како, мојот татко никогаш не се занимаваше професионално со музика. Неговата професија беше спикер. Иако во еден период тој работеше многу работи истовремено. Значи, основач е на радиостаницата во Прилеп, беше незин прв директор, па беше спикер, па беше пејач, па беше конференције, па беше спортски коментатор, па во еден период дури беше и матичар. Така да, таа случка е точна, иако ние децата малку и му се лутевме. Сепак не е мала работа во Ерусалим, во не знам, елитен хотел да пеете вие година дена и бланко чек некој да ви даде, вие самите да ја пишете цифрата. Меѓутоа, тоа беше татко ми. Татко ми беше исклучително скромен човек. Иако на некој начин беше идентитет на градот. Татко ми беше филантроп, алтруист, мецена беше. Центарот за печат и радио поминува сите академски граѓани во Прилеп, од сите области и така натаму. Така да, јас би рекол левент. Татко ми беше вистински левент и духовен левент. Која е пораката што ќе упатите до младите генерации, до младите прилепчани, имајќи го во план сето тоа искуство, животно и дело на вашиот родител? Па видите, она која зборувавме Зафиро кажа, зошто се идентификуваат многу генерации со татко ми. Тие пораснаја со песните и зборот од татко ми. Значи, кога татко ми зборуваше, тие тоа исклучиво го сметаа дека само единствено е тоа вистиното, ништо друго. Вика, абе, Зафиро кажа, и тоа е крај, за нив не значеше дека не постои подалеку ништо од тоа. Тоа е многу силна реченица, знаете зошто? Затоа што во таа една единствена реченица е сублимирана сета вистина за искажаниот збор во Прилеп. Наградуван, многу често беше наградуван. Имаше многу награди, плакети, признанија, дипломи, не знам таму други работи. Меѓутоа, најдраги од сите тие награди му беа 3 ноемвриската награда и уште подрага му беше указо од преседателството на Југославија. Значи, тој доби орден со сребрена звезда за заслуги за народ. Тоа е голема работа, ретко кој добиваше таква награда. И сега, пред неколку години, пред 2 или 3 години,
Прилеп фест, значи раководството на фестивалот Прилеп фест, му додели една убава награда за животно дело на татко ми за афирмација на македонската песна и македонскиот збор. Татко ми се што имаше му остави на Прилеп. Бидејќи многу го сакаше, му го остави својот живот, му го остави својот збор, му го остави својата песна, му го остави своето срце. Се роди во Прилеп и умре во Прилеп. Никогаш не го напушташе Прилеп. Генерации и генерации пораснаа со зборот на татко ми, не го зафирам. Ова е делот каде што се наоѓаат поставките на музичарите од поновата генерација од Прилеп. Еден од нив е и Борче Шабановски, кој што е дел од две култни прилепски групи. А тоа е Ристо Бомбата и Кучешка Тенија, а потоа и групата Бенхур. Практично овој дел е наменет токму за тие две групи. Борче, кога ќе застанеш пред овие експонати што се изложени тука, какви спомени ти буди овој дел за едно минато време од почетокот на 90-тите години кога се осамостојуваше Македонија? Ме враќа искрено во некои за мене може најубави времења кога сте почнувале да работиме во областа на музиката. Само овде се приметувам еден недостаток. Претходник на Ристо Бомбата Кучешка Тенија и на Бенхур беше групата Гарда. Штета што дека немам изложено, макар што групата Гарда имавме издадено само демо касета, демо максим касета и демо синглови, затоа веројатно немавме доволно материјали да ги изложиме. Кога веќе спомнав групата Гарда, таа формирана беше 85-та година, заедно со Кристијан Габровски настапувавме на првиот нашиот прв настап беше на рок фестивал во Скопје. А реално почнавме да функционираме јас, Кристијан, Валентино Лауцовски и Тапанар имавме од Пула од 88 година до 93-та. Настапувавме 5 години на рок фестивалите во Скопје. Од 93-та година ја создадовме Ристо Бомбата Кучешка Тенија. Причина беше тоа, искрено да кажам, еден наш инает. Зошто? Ние како што викат скопјани, како провинцијалци, никогаш не можевме да одиме напред, заради тоа што секогаш мораше од Македонија представници во Југославија, дали на Зајчарската или на Суботица на гитаријаните, да оди Архангел или Клержо или било кој, и се ние бевме како во втор план. И во еден момент решивме да престаниме да се занимаваме со квалитетна музика, како што велевме, рековме се, че почнеме да се смееме. И ни беше експериментален проект Ристо Бомбата Кучешка Тенија, но и самите се изненадивме како сето тоа успеа и како така неочекувано помина. Тоа се случи 90 почеток беше крајот на 92-та, а функциониравме 93-та и 4-та година. Издадовме 2 албуми и една макси касета. Тука се изложени албумот Има ли тесна? И свиреше внатре пољопривредна песна. Издали ме пријатели, издал ме брат. Јас си немам брат, ама зато имам њух. И сите селски бабски познавам по слух. Црвена во образи како Дедо Мраз. Лична глава, бујни гради и прекрасен стас. Тоа време носач на звук беа се исклучио само касети. Крајот на 93-та го издадовме стрипот Ристо Бомбата и Кучешка Тенија во епизодата Жаклина. И пропратно беше тука и касетата Елко со синглот Дончо. Од каде доаѓаше целата таа инспирација за еден ваков вид невообичаени песни кои што на еден начин можеби беа и контроверзни за дел од граѓанството, кој што ги слушна во тоа време. Да, во почетокот заради тоа што имаше некоја безобразна жичка во текстовите и бевме доста и лимитирани од медиумите и приватните телевизии во Скопје и посебно македонската телевизија, така да моравме да менуваме некои изборчиња во текстовите. Но сето тоа помина многу интересно, а веројатно беше идејата некој продолжение на стилот на Рамбо Амадеус. Фактички беше отприлика таа бранша, но
адаптирана за македонски услови, исто нормално со моите рокерски гитари. Кога би ве прашал 3 песни да издвоите од Кучешка тенија? Многу песни има. Прва песна која што неочекувано успеа беше Има ли тесна, на Ристо Бата, Тисните татамата. Понатаму големи хитови нормално беа Дојди ти, таа ни беше носечка песна на албумот. Дојди ти во Канџир-вена острени, дојди пиле да те кувам цела ног. Пердувиќе лета од твоите крилца копани, а пуките ќе цвета до зумбули. Многу се дујаш, музика и така натаму. Тоа беше првиот албум. Елко беше новогодишниот хит на крајот на 94-та, кога направивме голем концерт во салата Кале, во Скопје, пред некои 4000 посетители. А во 94-та година го издадовме албумот Кој се плаши од волкот лош. И тука имате доста хитови како Пица, Тарзан, Педро и така натаму. Продолжувате со групата Бен Хур, која што исто така една култна прилевска група, чии хитови се уште ги пеат младите. Ристо Бата постоеше некаде до крајот на 94-та, почетокот 95-та година. Тогаш ние пошто Дуле беше во Ристо Бата 94-та година, правевме жива турнеја. Тој беше дел од живата група да свиреше на синтесайзер, заедно со Чеде од Ареа на бас гитара и Ерол од Скопје. Решивме со Дуле ние да направиме друг стил, малку да се изрокериме, да не бидеме онај рап, поп-рап. Бие сместили Кучешка тенија некаде. И да решивме да направиме порокерска жичка и да снимиме експериментално секс, пиво и рок-н-рол. Секс, пиво, рок-н-рол, до Алисија. Стара како Библија, а свежо делова. Секс, пиво, рок-н-рол, до Алисија. Предпорачлива стол на стол со гарантија. Снимивме и спот во студиото на телевизија Прилеп и таа песна помина неочекувано исто многу интересна. Сакавме да се доближиме до отприлика до стилот на психомонопоп и парти брейкерс. Но во тој момент веќе донесовме одлука Ристо Бата да Кучешка тенија да престане да функционира и природно јас и Дуле решивме да продолжиме да снимаме. Па го снимивме следните синглови, мислам беше Пијана убава жена и после тоа следуваше албумот кој што исто така се вика Секс, пиво и рок-н-рол, спрема нашата прва песна. Доста вртена песна беше на обработка, на руски обработки на две руски изводни песни. Нашиот текст беше весела песна и баш така и весело и помина цел албум. Доста правевме концерти со Дуле низ дискотеките низ Македонија. Понатаму продолживме да издаваме синглови, следен сингл ни беше Ноќ на мора, па имавме по неколку години решивме да земеме друг пејач. Од 93-та година нашиот пејач стана Игор Јагориновски и ја снимивме со него песната Се ми е сеедно. Што е така многу интересно помина. Таа беше некоја прилика пак рокерски стил, што потсеќаше на стилот на Рибја чорба. Со таа песна настапивме и на Охрид фест и следните години, 94-та и 95-та, исто настапувавме како Бен Хур, јас, Дуле и Игор, со следните синглови Икона и Најмила. По неколку, да речи си 10 годишна пауза, во 2015-та снимивме нашиот, за мене може најмила песна, беше песната Ова време е за нас. Tebe
Таа е баш една рок хеви песна и направивме интересен спот на баш кај слоното на кај Маркови кури. Денес Бен Хур и таа група не постои повеќе, така? Или од време на време се Од време на време, не, баш пак да откријам со Дулја зборувавме, можно е ова лето или наесен да снимиме нова песна, али за тоа понатаму. Се надеваме дека ќе снимите сите ние како публика, како Прилепчани и очекуваме да имате еве еден нов хит. Сигурно. Поставката за родно крајно музичко творештво е вистинска гордост за Прилеп. Сите се надеваат дека таа виднина ќе се зголемува и проширува, а сите оние кои што не ја посетиле, да дојдат тука и да се потсетат на минатото, на својата младост, на првите љубови, на забавите, на моментите кога оваа музика представувала значаен дел од нивниот живот.